Во овој блок од отвореното студио 1 ќе разговараме со млади ликови на наше задоволство и се она што е поврзано со археологијата во Република Македонија. Главното прашање, односно тема ќе ни биде: има ли иднина археологијата во Македонија? Секако ова е главното прашање, како што споменав, меѓутоа ќе ја прошириме со видувања и ставови на Кристијан Тошевски, дипломиран археолог. Добар ден и добре дојде. Добар ден, и секако Симона Силјановска, која што се уште е на студии, прва година, значи е студент. И председател на студентското археолошко здружение Аксиос. Така, тоа да го напоменеме, секако и Кристијан е нели член, односно дел од ова здружение. Здруженијето. Да, па да почнеме со прашања веднаш на почетокот, еве тоа што ни е главна тема, дали археологијата во Република Македонија има иднина? Има надеж, моментално има надеж, има огромен потенцијал и мислам дека доколку се отворат повеќе можности за археолозите слободно да работат, мислам дека оваа наука ќе добие огромно внимание од општата јавност и сите лаици во оваа држава. Има доста медиуми низ кои археолозите се можат да се искажат самите себе, односно да ги презентираат своите истражувања, но ете малце народот е тргнат настрана од тие или едноставно не знае, но мислам дека тоа може да се смени со тек на време и се има перспектива и начин и така. Секако, затоа и даваме простори на оваа тема која што во последно време во Македонија многу малку или воопшто не се третира темата со археологијата и ископувањата, археолошките локации најдени. Колку има на број кои што во овој момент се работат или вие како здружение, на колку локации во Македонија работите и каде? Според археолошките карти на Македонија и оние необјавени локалитети до сега, Македонија содржи неколку илјадници локалитети, можеме да кажеме, од кои само неколку стотини од нив се истражени, а моментално последните години се истражуваат некои десетина локалитети низ Македонија, кои се очекува да донесат значајни сознанија за археологијата и културното минато на оваа држава. И тоа е некој кој би ги одвел сега од најрепрезентативните локалитети кои се истражувани во оваа територија. Можам да ги спомнам локалитетот Стови, близу Градско, Скупи, тука близу до нас, Скопското Кале, Маркова Кула горе на Водно и бројни други, не знам, има и Тумба Маџари, мора да ја спомнеме, Говрлево позади Водно и така натаму. Тоа се едни локалитети кои ето во последниве 10-15 години добиле внимание, а и верувам дека со понатамошните истражувања ќе се отворат уште поголеми прашања кои ние археолозите имаме задача да ги одговориме и сметам дека ќе допрат до пошироката јавност за да има поголем интерес на оваа тема во државата. Симона, едно твое видување споменавме, ти си се уште студент, меѓутоа и председател на здружението. Ајде малку повеќе околу активностите и Па неодамна станав председател. И не знам, сега за сега е малца тешко, се трудиме успехот што до сега Аксиос го имаше направено да го задржиме, ама исто така и се надеваме дека оваа наредна година ќе биде поуспешна. Во план имаме неколку настани заедно со други здруженија што се на факултетите, како што е географското друштво, историското друштво. Да, има ли соработка со другите здруженија од останатите факултети? Се трудиме да има соработка, ама секој си тера по своје. Така? Потешко е тука, ама не се откажува. Колку членови има здруженијето?
И дали се сите студенти, Па, бидејќи стана збор за студентско здружение? да, сите се студенти, никој нели со магистарски се занимаваат, ама горе-доле активни членови од прилика се некои околу 15-тина. Да. Сите вие работите заедно на локалитети или пак се делите во групи? Па, И на кои локалитети се имате активности сега? Нешто интересно што имате откриено? Значајно. Нашето предходно раководство е пред Симона да стане наш председател. Ние доста се државме заедно, да се трудевме на што повеќе локалитети заедно да работиме, затоа што секој од нас го интересира различен дел од методологијата во археолошката наука. Тоа мислам дека донесе до многу важни сознанија за нас самите себе во нашата насока, во нашиот интерес за археологијата. Заедно имаме работено на неколку локалитети со колегите, меѓу кои Стоби, веќе го споменав. На локалитетот Бадер, близу Катланово, имаме работено исто така. Други локалитети на кои сме работеле заедно не ми текнуваат моментално. Специфични работи кои што ги имате ископано, од кое време датираат, што значат? Изминатата 2018 година, еве пак ќе го спомнам Стоби, го ископувавме храмот на Изида, на египетската божица Изида. Тоа за нас е нешто феноменално, затоа што на многу од нас прв пат кога сме отишле, уште пред да биде ископан храмот, сите сме мечтаеле за такво некакво откритие на кое ќе може да работиме, и оваа изминатата година баш ни се исполни. Позначени наоди кои ги имаме најдено се, не знам, не би можел да зборам за многу од нив поради тоа што не се публикувани, и самиот истражувач треба да ги извади тие до пошироката јавност, но не знам, така не знам што би издвел, едноставно се е толку возбудливо и секој гребење со мистријата на земјата. Да, ќе ни откриете малку и околу ова, меѓутоа само да напоменам тука дека се отворени телефонските линии, доколку од вас некој сака да се јави на дечките што се со нас во студиото, да им постави некое прашање или да каже некаков став или мислење околу темава што ја гледате на вашите екрани, што моментално ја дискутираме. Но морам да ве прашам, рековме млади археолози, зошто археологијата? Како професија, од каде љубовта, мотивот? Еве Симона, може со тебе да започнеме. Прва година си на факултет, тазе запишана, што би се рекло, така што... Па многу често го добивам ова прашање, скоро сите што сме на археологија многу често го добиваме тоа прашање. Ме интересира од каде дошле работите. Зошто, што допринело сега ова да биде тоа што е. Како доаѓале до тие идеи за керамиката, за статуите, за градбите, храмовите, нивните верувања. Сакам да знам едноставно како размислувал обичниот народ. Да, и се тоа што постоело во винатото. Археологијата е чиста возбудливост, едноставно со секој сантим ископан од земјата, што била натрупана од некои луѓе пред 2000 години. Едноставно ние влегуваме во нивниот секојдневен живот. Ние кога ќе откриеме една просторија и кога ќе ги најдеме предметите што се оставени во таа просторија по напуштањето од истата на луѓето кои живееле во неа, тоа е едно чувство што е неопишливо, како да се враќате, како да се враќате одреден број на илјади години наназад и живеете со истите луѓе, иако тие се не постојат. Но сепак чувството е феноменално и мислам дека тоа ја би рекол дека археологијата е начин на живење буквално, затоа што мислам дека, како што кажав, тоа е чиста возбудливост.
од првиот момент кога ќе се разбудиме во 5 сабајле за да одиме на терен, до последниот момент кога ќе оставиме алатот и ги напишеме нашите дневници, тоа е едно патешествие на забораваме дека буквално живееме во денешницата и се препуштаме на се што се случило во минатото, се со цел да го презентираме тоа пред вас, пред сите кои се заинтересирани да знаат како луѓето живееле во минатото. Тука се наметнува следното прашање. Еве според вас, има ли доволен интерес од граѓаните во овој однос, па и младите, нека генерално земено, и ве сте млади лица. И две во едно ќе исклупам и следно прашање. Дали сметате дека можеби треба да имаат археолозите поголема поддршка, дали од институциите, дали како што споменав од општеството? Дефинитивно, да. Како што кажав на почетокот, се тоа ќе се подобри доколку народот едноставно покаже интерес за културното наследство. И не е само археологијата, ние имаме и многу една од најсовршените средновековна уметност во светот. Зборам за христијанската уметност. И тоа е нешто што треба да се запази од страна на и старите и младите во оваа држава, за да институциите добијат чувство и да видат дека народот е заинтересиран за такви ствари и дека треба нешто да се превземе на некои поголеми мерки. Но тоа се останува да видиме и нели секако должноста е најголема паѓа на нас поради тоа што науката, односно интересот на граѓаните зависи од тоа колку ние работиме, колку тоа ние сме заангажирани за науката. Кога ќе најдете некој предмет, како оди процесот, како се одредува неговата старост, како се одредува употребата, зашто бил употребуван, во кое време? Со оглед на тоа што археологијата е наука веќе од почетокот на 19-тиот век, има создадено одредени нели со толку истражени предмети, ние знаеме всушност функцијата која е на одреден предмет која ќе го најдеме. Сега, нечесто наоѓаме такви предмети што знаеме кој им бил употребат и тие предмети се изложуваат на понатамошни истражувања со експерти и така натаму. Но кога ми нашли еден, да речеме, монета на терен, монетите се најлесни за датирање. Монетите ни се буквално репер за тоа кога, во кој културен хоризонт ние се наоѓаме во почвата. Монетите се лесни за читање поради тоа што има репрезентација на императорот, ако е Римска империја или не знам македонско крал, ако е од Македонското кралство. Исто така има ковница на монетите, значи знаеме кај искована монетата. Има име на императорот, нормално има име на божеството и репрезентација на божеството и исто така има години и ги има титулите на императорот или на представениот владетел и така знаеме всушност од каде потекнува, кое време е користена монетата, некогаш може да знаеме и зошто е користена во зависност од контекстот во кој е најдена. Досадната археолошка работа, што за нас не е воопшто досадно, но сметам дека секој друг кој би дошол и би нашол монета, би му било досадно да ги прави сите оние бирократски работи за да му биде интересно. Таа работа се состои од кога една монета ќе се пронајде, прво се заведува во еден археолошки дневник, со кој раководи раководителот на ископувањата. Понатаму се зима една кеса во која се пишува метрика на истата, каде е пронајдена монетата, во кој слој од земјата е пронајдена, во кој квадрат од квадратната мрежа е најдена. Ако можеме да ја датираме, ако не можеме, не пишуваме ништо. И тоа е тоа, понатаму оди во депо, во депото се доаѓа на сцена нумизматичарот кој ја чисти монетата, понатаму се конзервира и така натаму, и за на крајот да може конечно да ја прочита и да може истата монета да се објави нели во некој научен труд. Тоа е. Да, јас бев прашал Симона еве што велат истражувањата, најстарите предмети во Македонија, од кое време датираат, има ли информации?
Доколку нема, може да поминеме и на друго прашање. Па се уште не сум до толку навлезана за да можам да одговорам на прашањето, не сакам да давам погрешни информации. Така што Кристијан може да ни каже нешто за тоа. Па, културно наследство на овие простори можеме Факт е дека имаме богато културно да. наследство, тоа не е спорно. Но Кристијан, дали доволно се цени? Еве, во однос, оно што го споменавме, си е тоа следствено поврзано едно со друго. Културата, нели, општествениот живот, па согласно навиката да одиме во музеи, да погледнеме нешто. Дали доволно сме како општествено, без разлика дали по возрастни генерации или по младите, колку, на каков начин поблиску да се доближи се ова што вие го правите и она што е, нели, изложено во музеите, или бар треба да се види да се има поим за тоа како? Па, како и за се друго, едноставно треба добра реклама. Мислам дека прво во изминативе години кога научните трудови, научни предметите кои били вадени од локалитетите не добиле правилна реклама за истите. Сега ние имаме правилна реклама за многу предмети, но не за сите што треба да имаме, за да се создаде еден интерес. Не знам, еве, например, ние пред минатата година имавме со нашето здружение, имавме еден настан, организиравме во Археолошкиот музеј на Македонија, кој носеше наслов Современа археолошка теорија. Во овој настан сакавме да ги предизвикаме буквално археолозите во Македонија да почнат да размислуваат во модерна смисла на научната работа, за да можеме да се вратиме малце на она што е веќе истражено и да видиме како може тоа да го презентираме пред народот. На тој настан јас имав со помош на неколку колеги, имав една презентација на користење на холограмите во археологијата. За цел на таа презентација на тој настан изработив едни интересни холограми од едни археолошки предмети познати како македонските бронзи и мислам дека тоа беше една интересна реклама за предметите што би требало понатаму, може се надевам дека некој добил инспирации дека би го направил тоа во иднината за да можеме да ги представуваме археолошките предмети на тој начин. Добро. Така што пред крај имаме гледач на линија, не веќе се исклучил, не сте доволно трпеливи, ги оставаме во принцип гостите да се дозборат, меѓутоа добро можеби во некоја следна прилика. Да. Сега ние, Јана, продолжуваме. Така, да, најпрво ќе ви се заблагодариме за вашето гостување. Еве, ни откривте или ни доближивте и нас, па и на гледачите малку повеќе во овој однос и што за вас представува археологијата. Така што да, ние правиме, почитувани, тука кратка пауза, па се враќаме назад во студиото со разговорот со колегата Андоновиќ за светските случувања. Објавивме само 4 досија, а се крена голема прашина. На кого му пречи македонски инсайдер? Работиме по строго утврдени стандарди. Сите досија ќе бидат предадени на органите на прогонот. Тимот на македонски инсайдер во понеделник во 21 часот ќе објави 4 нови досија. Криминалот и злоупотребите ќе бидат предмет и во новите досија. Јас сум македонскиот инсайдер. Подкуп не прифаќам на уцени и закани, не подкрепно. Во ексклузив ке гледате
каде е и што прави легендарниот Арчи, човекот кој остави огромен печат на македонската естрада. Тоше Проески има само датум на раѓање, а токму денеска го славиме неговиот роден ден. Минути посветени за нашиот ангел. Гледајте ексклузив денеска во 18:15 часот на 1 ТВ. Какви се прогнозите за изборната трка за председател на државата? Потребни ли се предвремени парламентарни избори во пакет со председателските? Дебата со колегите Ана Пановска, Љубиша Николовски и Зоран Димитриовски. Отворено студио 1 во 19 часот и 15 минути. Секој успех заслужува внимание, а секој пораз критика, дебати, анализи, интервјуа. Сите најважни спортски случувања како од домашната, така и од меѓународната спортска сцена. Што остави длабок печат, а што допрва не очекува. За најверната публика и недобрите типувачи следуваат награди. Спорт 1, вашиот број 1 спортски информатор само на 1 ТВ. Секој петок 21 часот. Можни ли се реформи во културата со партизирани институции? Зошто изостанаа промените во овој ресор или се случија, но не се видливи? Анализираме со Тонка Барџиева-Трајковска и Златко Теодосиевски, од неодамна веќе бивши советници во Министерството за култура. Отворено студио 1 во 22 часот. Почитувани гледачи, се враќаме во студиото на 1 ТВ. До нас е колегата Драган Дејан Антоновиќ. Се извинам со него. Многу имиња ви поминуваат во отворено студио, почнавте да ги промашувате секој ден. Дојде време и моето име да се смее. Со него, како што знаете, во овој термин редовно се анализираат вестите од регионот и светот. Дејан, последната информација од Грција говори дека е изгласан, односно ратификуван преспанскиот договор и таму, со што сега дефинитивно истиот стапува на сила по изгласувањето во Македонија. Сега следи и вториот процес, односно протоколот. Протоколот, да, треба Грција сега да го информира генералниот секретар Јенс Столтенберг дека Грција го прифатила договорот од Преспа, односно менување на името, нашето уставно име, веќе не сме Република Македонија, него Република Северна Македонија. Потоа, генералниот секретар, колку што знам, процедурата е, треба да ги подготви тие, нели, параграфи и да се договори со постојаните земји членки на НАТО. Сите тие треба да имаат протоколи да го направат, да, и потоа ќе ги викнат некаде во февруари, колку што слушнав, нашите представници политички кои треба тоа да го потпишат, и така практично се отвара, се трга последната блокада на Македонија за членство во НАТО алијансата. Така да на некој начин и завршува, нели, тој 27 годишен спор со Грција, кој го имаме и кој доста генерации, меѓу кои мојата, нели, ни помина во тој дух и во тој политички проблем. Да, ова беше кратко, ќе има многу за анализа и во ова. Мораме да кажеме дека околу ова повеќе анализираат луѓе од кои анализираат внатрешната политика, но и актуелни политичари, поранешни политичари, кои верувам дека се покомпетентни од мене за било што околу тоа да зборуваат. Да, како вестот, главна вест од регионот, нашите соседи мораше да се спомене и одиме Андоновиќ, Венецуела повторно. Актуелна, кои се насловите од странските медиуми? Дел се толкува дека станува бојно поле на Соединетите Американски држави. Од друга страна, исто така нов момент е што русите се понудија за посредување. Значи, мора да знаеме дека едно од насловите кои вчера, нели, во отворено студио го кажав, а тоа ми се чини и доминира, дека во Венецуела или ќе падне социјализмот, кој е предводен од Николас Мадуро како наследник на легендарниот за нив Хуго Чавес, или ќе дојде до граѓанска војна. Очигледно тука се на работ. Причина е да подсетиме само прогласувањето на председателот на парламентот Хуан Гуидо, кој
како председател на парламентот и опозиционер се прогласи дека е тој председател и се обиде на некој начин да направи тивок државен удар. Веднаш откако тоа го направи Хуан Гуидо, беше експресно поддржан од Соединетите Американски држави, од Канада, од Франција и потоа од неколку латиноамерикански држави како што е Колумбија, како што се Бразил, кои го поддржуваат и се против актуелниот председател Николас Мадуро. Од друга страна, Николас Мадуро ужива поддршка од Кина, од Русија, од Турција за изненадување, но и од Еквадор и Куба, кои се латиноамерикански држави со социјалистичко уредување. Судирот практично таму е меѓу истокот и западот, судирот таму на некој начин истокот и западот или истокот предводен од Москва и западот предводен од Вашингтон, како да ги поместуваат во светот тие карти. Имавме во Сирија судир, таман помислевме дека може да се очекува да заврши тоа со мирно, со убаво, а не со граѓанска војна. Па со убаво не знаеме како може да заврши. Како што се предвидува. Многу е важно да се знае една работа и да ја повторам. Целата таа битка таму е околу нафтата. Треба да се знае дека 32 милионската Венецуела е сиромашна држава, но е земја со најголеми резерви на нафта во светот и четврта по извоз за нафта во светот. Така да борбата е околу нафтата. Битката за нафтата и нели во Сирија четвртме апсолутно не е за изненадување. А ова да го прокоментираме ставот на русите со посредувањето. Па русите Москва веднаш, значи мораме да го вратиме малце разговорот дека откако беше поддржан тој председател на собрание, самопрогласен би рекол како нов председател на Венецуела. Венецуела практично има двајца председатели сега. Доналд Трамп излезе, го поздрави, го поддржа и најави дека доколку дојде до некакви немири, не исклучува и воена интервенција. Веднаш потоа Москва со остар тон возврати и го предупреди Трамп на некој начин у дипломатска нота дека да не смеат ни да помислат на такво нешто, бидејќи и Москва ќе се вмеша. Познато е дека Москва, односно руската армија има таму 2 или 3 стратешки бомбардери слетано на аеродромот во Каракас уште пред 3 месеци, што само укажуваше дека се ова се знаело, а дополнително се знаело и со фактот на Доналд Трамп кој сакаше да го прави тој зид, плашејќи се од огромна емиграција од Латинска Америка. Веројатно знаеле дека ќе дојде до Венецуела и дека тек добро ќе има некакви сценарија, па поради тоа и брза нели да стават. Сега јас шпекулирам, меѓутоа сето тоа укажува дека можеби се подготвува некое поголемо сценарио. Ми се чини дека ќе се оди до крај. Она што е денеска ново е дека Мадуро ја доби она потребна поддршка, актуелниот председател социјалистички, доби поддршка од офицерскиот кор и од армијата, така да постои опција доколку продолжат немирите, како што беа тоа вчера и загинаа 26 луѓе, да се вмеша армијата. Латинска Америка е позната по државни удари. Можно е армијата да се вмеша и не знаеме доколку армијата се вмеша и направи воена состојба во Венецуела, дали тогаш западните сили и Соединетите Американски држави и онаа закана на Трамп можеби ќе биде со некоја ограничена воена интервенција. Позната во историјата на американците, тие секогаш прават воени интервенции тогаш кога ќе дојде до некаква опасност од граѓанска војна. Кога сме кај Трамп, нема ден да не мине, а неговото име да не се појави барем во топ 3 вести од светот, дали по-добро, дали по-лошо, тоа сами луѓето проценуваат. Меѓутоа, последната информација дека поранеше негов советник е уапсен од страна на FBI, осомничен поради соучесништво за руско вмешување околу председателските избори во 2016 година. Ми се чини дека Доналд Трамп првите 2 години од 4 годишниот мандат или пола од мандатот се бори со многу работи. Една од работите е да се поврзаноста со Русија, наводно. Па не може да се ослободи прво како дојде на власт. Веројатно неговите политички опоненти сака да го оспорат неговото доаѓање на власт, кој беше изненадување за потсетување. Меѓутоа на повеќе теми, на повеќе области, тој се поврзува со Русија, не само за председателските избори. Тој се поврзува со Русија, јас ќе повторам, можеби најмногу поради неговата реторика. Обично сите американски председатели у минатото едно како главните политички непријатели, би рекол, светски на Соединетите Американски држави ги лоцираше во Москва и во руската политика и од Советскиот сојуз и подоцна кога Русија стана демократска држава без разлика на се, таа е сега демократска, не е социјалистичка држава. Во својата кампања тој велеше дека русите него не му се опоненти, туку може да бидат сојузници, што отвори кај неговите политички опоненти внатре во Соединетите Американски држави дека тој уствари е многу склон кон
од русите, а Трамп целата своја, да кажеме, сила сакаше политичка да ја насочи и најголем непријател ја направи Кина, знаеме поради што, во трговска војна е со Кина. Некако тоа беше злоупотребено од неговите политички опоненти, не само кај демократите и опозицијата, туку и меѓу некои негови републиканци од каде што доаѓа, кои го обвинуваа дека можеби заедно со Путин шурува за некои глобални прашања, заедно за да добие некоја своја материјална корист. Затоа велам, цело време е под притисок на тоа дека е соучесник на руско вмешување, се одеше у минатото до таму дека е човек на Путин, дека Путин му кажува што да прави, што веројатно не е така, но тоа е политика, тоа се опозицијата секогаш се обидува на со сите средства да го сруши тој што е на власт, за да дојде таа на власт. Може ли ова да се апсењето на поранешниот советник Стоун на Трамп да се толкува како нов потрес во Вашингтон? Или сметаш според тебе дека можеби ќе помине така без голема помпа? Потресот веќе не може да биде голем, бидејќи толку потреси се случија да веројатно под американската јавност стана имуна веќе. Знаете како иде и у други некои, кога си под тензија, тогаш подобро работиш. Веројатно администрацијата на Доналд Трамп и тој самиот, бидејќи е познати во својата бизнис, би рекол, кога бил бизнисмен, истото тоа го правил. Знаел да банкротира, па повторно се врати, веројатно он бизнисменски ја води политиката. Но она што е важно моментот е дека и ова со Венецуела што се случува. И да ја кажеме веста дека се прави нова тензија околу тајванскиот остров, каде што по одлуката на Кина да ја собере целата своја територија и тајванскиот остров да го анектира, да се врати во Кина, значи една Кина, два системи, тоа е политиката на Пекинг. Соединетите американски држави како сојузници на Тајван, изминатиот период како да имаа некој дил кога дојде Трамп и не правеа тензија околу Тајван, сега повторно се вратија тензиите околу Тајван, американските утринава се испратени американски 2 или 3 борбени бродови околу тајванскиот остров, што дополнително ја прави тензијата. И ми се чини, повторно ќе кажам, Кримскиот полуостров во Црното море и Азовското море, Сирија, Венецуела од вчера, еве и Тајван, некако големите се обидуваат своите проблеми што ги имаат дома, да подсетиме, се виде тоа и во Давос. Американците го имаат, Трамп има проблем со внатрешните проблеми околу буџетирањето, втората сила во свет Велика Британија околу Брекзитот, Франција со жолтите, како да сакаат своите проблеми од надвор, од натре, да ги премостат и да дефокусираат надвор, а надвор се случува на 4 континента во моментов војни тензии. Да, останува да видиме каков ќе биде развојот на станите си, како... Да се надеваме дека ќе заврши се само околу покажување на воена моќ и ништо повеќе. Да, Дејан Андоновиќ, ти благодариме за анализата за регионот и светот. Почитувани, останете со 1 ТВ, за кратко следуваат вестите, со мене и со колегата Антонио Крстевски. Се гледаме околу 17 часот. Објавивме само 4 досија, а се крена голема прашина. На кого му пречи македонски инсайдер? Работиме по строго утврдени стандарди. Сите досија ќе бидат предадени на органите на прогонот. Тимот на македонски инсайдер во понеделник во 21 часот ќе објави 4 нови досија. Криминалот и злоупотребите ќе бидат предмет и во новите досија. Јас сум македонскиот инсайдер. Подкуп не прифаќам на уцени и закани. Не подкрепно. Почитувани гледачи, подгответе се. Доаѓаат викинзите. Серија инспирирана од сагите на викингот Рагнар Лодброк. Еден од нордиските јунаци,
познат по нападите на Англија и Франција. Нашиот нов херој е фрустриран од политиката на владетелот. А таа фрустрација ќе го натера да предизвика битка за превласт. Оваа борба нема да биде лесна. Телевизиско ремек дело, снимено на локации кои одземаат здив. Една од најгледаните серии во моментов. И додека фановите се во еуфорија и исчекување на 6-та сезона, Еден ТВ ексклузивно ја носи на својата програма Викинзи. Во ексклузив ки гледате